За имањето избор, овде и сега, во делот на политичкиот систем и на правосудството, кратко ќе се осврне господинот Драган Малиновски. Повелете. Почитувани либерал-демократи, почитувани гости и пријатели, добро вечер. Во изминатиот период Либерално-демократската партија реализираше една активност во поглед на одржување на трибини низ Република Македонија, каде сакавме да го презентираме главниот концепт и идеите како ние планираме да се справиме со проблемите кои граѓаните ги имаат во секојдневното живење. Идејата всушност беше да се отвори и да се испровоцира една дебата на темата како да се справиме со моментумот, како и она што е секојдневниот, меѓутоа како и да се придвижиме напред, поставувајќи некои цели на подолг период. А подолгиот период, односно она што ни предстои, воопшто нема да биде едноставно. Република Македонија денес ја живее најтешката политичка и најкомплексната политичка криза од своето постоење. Таа политичка криза не е ништо друго, туку рефлексија на начинот како власта овие 10 години ги практикува политиките, како се справува со секојдневните предизвици и какви политики создава во поглед на целокупното општествено живење. Воедно се обидовме да поставиме и цели, што значи да ги идентификуваме генераторите на оваа криза во повеќе области. Областа за која ја ќе се обидам да ги сублимирам нашите концепти, пред се однесува на политичкиот систем и на правосудниот систем. Сметам дека тие области во себе содржат главните поенти или главните причини или главните генератори, можеме токму овде да ги лоцираме. Кога говориме за политичкиот систем, треба да укажеме дека Либерално-демократската партија планира и се залага за воспоставување на нов изборен модел за избор на претседател на државата, со оглед да постојниот модел покажа низа или многу битни проблематични процеси во себе околу изборот на претседател. Токму затоа ние се залагаме тој да биде избиран од страна на собранието со двотретинско мнозинство на пратениците. Понатаму Македонија да биде една изборна единица, што ќе овозможи секој глас да биде еднакво вреднуван, и тоа како оние на граѓаните во Република Македонија, така и оние од диаспората. Изборот на советници и пратеници да оди преку отворени листи, со што ќе биде овозможено граѓаните да ги изберат вистинските личности кои сметаат дека може да се справат со нивните проблеми. Гарантирани места во парламентот за помалку бројните заедници, намалување на бројот на министерствата, со што би овозможиле една поефикасна, поевтина и едноставно попрактична јавна администрација. Понатаму регионализација на државните институции, како и реформи во законот за референдум, односно да референдум може да се свикува на поедноставен начин и со помал број на собрани гласови. Што се однесува до правосудството, или ако сакате судството како потесен дел, Либерално-демократската партија инсистира и ќе се залага за целосна деполитизација на судството. Тоа ќе биде возможно доколку се постигне еден широк, не само политички, туку и општествен консензус дека нашите институции, а со тоа и нашето судство, ќе мора конечно да се ослободат од жестокиот партиски притисок. Понатаму, раздвојување на судството од извршната и законодавната власт, но не декларативно и површно, туку суштински тоа да се направи. Градење на култура на професионален и личен интегритет на судиите, нивно перманентно стручно усовршување.
зајакнување на позицијата на судскиот совет. Судскиот совет го сметаме за клучната алка во креирањето на политиките во судството. Токму затоа судскиот совет ќе мора да биде предводен и во него да седнат личности кои имаат неспорен личен и професионален интегритет и кои со својот пример ќе можат да застанат во одбрана на судската власт. Укинување на Советот за утврдување на факти, она чудно тело кое беше најавено, тешко профункционира и се надеваме дека никогаш нема да профункционира, бидејќи тоа е дополнителна закана за судството, а не алатка за справување со проблемите. Исто така се залагаме и за формирање на специјално оделение во рамките на кривичниот суд, кој ќе се занимава со предметите кои се во надлежност на специјалното јавно обвинителство, со што целиот тој процес би добил на кредибилност и ќе може да се очекува добра разрешница во тие случаи. Почитувани пријатели, состојбите во македонското судство се навистина многу лоши. Нашето судство тоне во својата агонија и факторот време не ни е сојузник. Токму затоа сметам дека треба неопходно да се преземат суштински и радикални промени во неговото заздравување. Би сакал да се осврнам и на една друга состојба. Република Македонија денес е заробена држава. Република Македонија е заробена во канџите на партиите од власта. И тоа заробување е направено, со тоа заробување е направен еден маѓепсан, или би рекол еден круг на манипулации и криминална стега, која почнува со перманентното, континуирано и криминално медиумска агитација, што значи величење на власта, на владините проекти, но истовремено и стигматизација на се она што значи критичка мисла на граѓаните. Тој процес продолжува со криминални избори, кои криминални избори продуцираат и криминални институции. Велам криминални избори, бидејќи сведоци сме дека огромен број на граѓани во Република Македонија ниту можат, нити па смеат слободно да искажат својата избирачка волја. И на крајот, заробувањето на државата се реализира деновите преку постапката која се одвива пред Уставниот суд во обид да се овозможи на председателот на државата да ги помилува сторителите на изборните криминали. Замислете, да ги помилува оние кои му овозможиле нему на криминален начин да седне во своето столче. Тоа е навистина премногу. Токму затоа Либерално-демократската партија жестоко ќе се спротистави на ваквото демонизирање, на ваквото силување на правдата. Либерално-демократската партија има и снага и идеја ова да го направи и верувајте и така и ќе биде. Ви благодарам. Либерално-демократска партија. Има избор. Овде и сега.